Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Православните христијани го слават Христовото раѓање Божиќ. Лекарите со низа совети за умерено внесување храна и пијалоци за празниците, особено за лицата кои постеле. И минатата 2021 година во Гостивар продолжи трендот на опаѓање на наталитетот со над 50 раѓања помалку. Православните верници денеска го празнуваат Христовото раѓање Божиќ. Овој празник е синоним за мир, спокој и радост во семејствата. А за значењето на празникот пред нашата камера говори отец Александар Стојановски. Христос се роди, на вистина се роди. Ова е поздравот со кој православните верници го честитаат големиот христијански празник Божиќ. Овој празник е синоним за мир, спокој и радост во семејствата. Традиционално Божиќ се поминува во кругот на потесното семејство, затоа што сите членови заедно дома треба да ја дочекаат веста за Христовото раѓање. Отец Александар Стојановски од Тетовското архиерејско наместништво пред нашата камера го истакна значењето на овој голем христијански празник. Божиќ е еден од големите господни празници кога се родил Спасителот на светот Господ Исус Христос. И како што велат црковните стихири, вечниот Бог се воплоти во утробата на Дева Марија, од Дева Марија и од Светиот Дух и стана човек заради нас, односно во неговата ипостас неизменливо се соединија божествената и човечката природа и затоа Христос го нарекуваме Богот човек. И неговото рождество всушност го празнуваме во овој ден. Имаме повеќе сведоштва во Светото писмо за рождеството, за тоа како пастирите ноќевале под ведро небо и отишле да му се поклонат на Христа, слушајќи и ангелите кои пееле слава на Бога во висините, на земјата мир меѓу луѓето добра волја, сведоштвото за мудреците од исток кои што патувале и ги водела звездата Витлеемска и дошле до Витлеем, до местото каде што се родил Господ Исус Христос, а градчето Витлеем па значи кога зборот ќе се анализира Витлеем долина на лебот, значи бидејќи токму во Витлеем е роден лебот на животот, Спасителот на светот, Господ Исус Христос. Во овој ден во сите храмови се служи празнична утрена богослужба, света божествена литургија на Свети Јован Златоус, се поздравуваме со Христос се роди, на вистина се роди. Бадник во Тетово вчера вечер се прослави со палење на бадникарските огнови во Маалата и маскенбал во кафулињата и рестораните. Тетовчани ќе ви речат дека имаат најубава традиција за бадник, денот за маскенбал кој е специфичен само за овој град. Која маска ќе се одбере и како ќе изгледа се осмислува денови наназад, за да се биде уникатен. По едногодишна пауза поради пандемијата и онлайн маскенбал, синоќа бадник се прослави во кафулињата и рестораните. Па ми од вај чекамо да дојде овој ден и секоја година све поинтересни сме и поиќе се маскираме. Традиционално многу одиме во нашето мало, годинава јас бев кум и така. Продолжува ли после во кафулињата? Да, па сега одиме во кафуле да се журкаме и после во диско. За мене бадник значи најголемиот христијански празник и свите
по-тетовски се маскираат и одат по куќи. Неколку души има исти маски, другите посебно и свите се собирамо и така го славиме празникот. Бадник го представува Христовото раѓање и навистина е еден од најубавите христијански празници и баш ни милува кога да се маскираме и да излеземе низ градот Тетово тука и да одиме на водиско и на разни журки. Ова е традиција кај нас, ова е само у нашиот град се издвојуваат свегде. Има многу убави маски. Традицијата на прослава на Бадник трае одамна, истражувал новинарот Зоран Андонов. Тој вели дека постои иницијатива маскембалот да се брендира, но досега таа идеја е далеко од реализација. Кога истражував порано, кога пишував за овој обичај, уште старите тетовци велеа дека овој маскема, односно ние што го викаме бањабаба, е традиција навистина многу стара. И они не знаат од кога потекнува, но рекоа дека со години, со децении е стара. Јас како мал се сеќавам кога имав 6-7 години, одевме, се собиравме група од 3, 4, 5 деца, одевме низ малото. Обично тој реон си го државме, секој си имаше свој реон, малски реон каде собиравме, а пеевме истата оваа песна што и сега се пее Бањабаба. И ни даваја кој париче, кој коштани, кој оревчиња и такви работи. После нормално кога станавме малку повозрастни, више тоа не беше за нас интересно, тоа беше работа за овие помалите деца. Се до некаде таму после конфликтот, кога почна еден обичај кој и порано ми кажувале дека се применувал, но многу ретко, но почна да се палат бадникови огнови. После 2001 тие првите неколку години, ја мислам, немаше не мало, туку улица во градот каде живеа православни тетовчани, да не се палеше еден огин. Не знам сега точно, јас не се сеќавам кога почна младите масовно да се маскираат и да идат на огновите да играат, но почна да одат и по кафулињата. Еден период не можеше да се влезе во кафуле на Бадник, ако не бидеш маскиран. Таа традиција се задржува и денеска, уште е присутна кај младите, дури мислам дека и многу повеќе отколку во почетокот е присутна. Имаше една убава идеја оваа традиција, овој маскембал да стане традиционален, односно да стане еден препознатлив бренд за градот, како што имаат некои други градови во светот. Сепак за тоа треба некој поголемо ангажирање, да се ангажираат повеќе луѓе за да се оствари, но сепак како идеја јас мислам дека уште постои. Дел од традицијата за Бадник во Тетово е палењето на оган во вечерните часови речиси во сите градски мала. Најмалите пак со песната Бањабаба на вратите на домовите го најавуваат Христовото раѓање добивајќи подароци. Митрополит господин Јосиф со пригодно обраќање до верниците во пресрет на Христовото рожество Божиќ. Почитувани верници на Тетовско-Гостиварската православна епархија при Македонската православна црква. Радосниот празник на Христовото рождество е спасоносниот ден во кој Синот Божи, кој вечно се раѓа од Отецот, се роди во времето. Празникот на рождеството Христово, но и сите денови од годината што се пред нас, нека ни бидат денови на мир и помирување, на радост и разбирање. И дај Боже, нека траат вечно. Среќен Божик и нека е честито и благословено новото лето Господово. Христос се роди, навистина се роди. Во пресрет на божичните празници, лекарите со низа совети за правилна консумација на храната, а особено апелираат при внесување на храна и алкохолни пијалоци, внимателни да бидат граѓаните кои што постеле.
Новогодишните и божикните празници, како синоним за прослави и дружби, се карактеризираат и со богати трпези исполнети со неразновидна храна и пијалаци. И покрај изобилството на храна која што се консумира традиционално за празниците, неизбежни се препораките од лекарите за умерен внес на висококалорична и масна храна. Лекарите упатуваат и низа совети за правилна консумација на храната во празничниот период, а особено апелираат при внесување на храна внимателни да бидат граѓаните кои што постеле. Посебно периодов што ни престои, гледате дека се консумира многу јака храна, калорична, доста јаглени хидрати, впрочем се застапени во нашето кујна, во нашата исхрана, па заради тоа треба да се размислува во која насока треба да ја консумираме храната. Јас би апелирала периодов. Значи, не треба да се забранува типот на храна, но треба многу добро да се размисли за количината на храната што се внесува од една страна. Од друга страна, многу е поедноставно и поздраво да се земаат оброците почесто во помали порции, добро да се джвака храната, значи да има размак меѓу храната. Уште посложено е кај пациентите што имале рестрикција, односно што избегнувале одредена храна, нивниот организам се навикнал на една нискокалорична, подруга исхрана и ако веднаш они во болуси во многу големи количества внесат многу калориска исхрана, тогаш организмот доаѓа до презаситување и настануваат големи проблеми. Затоа треба да се размислува да се внесува полека храната во помали оброци што почесто и дел по дел да се внесуваат во таа вообичаена исхрана што ја имале, односно да пробаат да се навикнат на некоја многу поздраве исхрана. Доброто здравје е единствен услов за безгрижно прославување на празниците. Па затоа лекарите, освен умерениот внес на храна, порачуваат граѓаните да бидат внимателни со консумацијата на алкохолни пијалаци, со цел да се избегне труење и други несакани последици по здравјето и животот на граѓаните. Граѓаните велат дека скромно ќе ги одбележат божичните празници. Производите се поскапени и купувањето на истите се сведува на она што е најпотребно. Еве ги нивните размислувања за економската состојба во празничниот период. Скапо е, го купуваме само најпотребното. Вака одговараат граѓаните кои ги сретнавме на градскиот зелен пазар во Тетово во однос на прашањето кое е нивното мислење за цените на зеленчукот и овошјето и дали се подготвуваат за престојните празници. Празничните денови велат дека ќе ги поминат скромно, колку што им дозволуваат можностите. Поскапување има доста, не се знаеш. Како ќе живеат луѓето, жал ми е. Бога ми сам исти скоро сам, не сам многу поскапи сега, да. Нема голема разлика. Да. Скапо е, све е скапо. Како поминувате за празниците? Поскромно годинава? Да. Иде према парите, кој како има. Па бе што, добро. Како што се качува све, така и одрево се качува, и тие треба да живеат. Од овде ако почнеме тие скачиле струи и ова тоа се за португалите. Како ќе ги поминете празниците годинава? Па скромно. Тоа што може, по можностите. Иако празничниот период е време на гужви во маркетите и пазарите, сепак на градскиот пазар во Тетово не се забележува голема фреквенција на купувачи. И во минатата 2021 година во Гостивар продолжи трендот на опаѓање на наталитетот со над 50 раѓања помалку. Новогодишната ноќ помина без раѓања во гинеколошко-акушерското оделение во Гостиварската болница. Првото бебе се роди на 2 јануари и е машко. Не запира трендот на намалување на наталитетот во Гостивар. Се поретко се слуша бебешкиот плач. Падот на бројката на новороденчиња трае деценија наназад, но последниве години станува се поинтензивен. За жал тоа се потврдува и низ статистиките за годината што измина, кој со нас ги сподели раководителот на гинеколошко-акушерското одделение во Гостиварската болница, доктор Агим Јакупи. На овој оддел во 2021 се породиле 50 трудници помалку споредено со претходната година. Околу раѓањата за 2021 година или годината што ја оставивме назад, имавме 530 раѓања, за разлика од 2020 година, каде што сме имале 583 раѓања,
бројката е намалена за 53 раѓања помалку. Овој тренд е долгогодишен тренд. Ние и во другите интервјуа сме зборели дека трендот на наталитетот во околината на Гостивар од година на година паѓа и ова е фактичката состојба. И првите показатели во 2022 не внесуваат многу оптимизам и барем засега не навестуваат промени на тековите. Исто како ланската, и оваа новогодишна ноќ помина без раѓања во Гостивар. Првото бебе на гинекологија се роди на 2 јануари. Одговорот на прашањето зошто континуирано има се помалку новороденчиња офаќа повеќе причини, како заминувањето на младите во странство, формирање на помали семејства, а последните 2 години и ковид пандемијата. 2022 ја почнавме со машко живородено дете од Кичево пратена пациентката околу на 2 јануари се породи во 1:20 минути ноќе. Тоа што можам да кажам дека дали намалувањето на бројот на раѓањето е веќе тренд во цела Македонија и во регионот, тоа е веќе друго прашање. Во период од 20 на години бројот на раѓања на гинеколошко-акушерското одделение во Гостивар е преполовен. Ако порано на годишно ниво имало и до 1200 новороденчиња, последните години максималната бројка не надминува 600. Екипата на Ренова ги започна подготовките за пролетниот дел од првата македонска фудбалска лига. Целта на екипата во продолжението од сезоната ќе биде да се избори за пласман во европските фудбалски купови. Фудбалерите и стручниот штаб на Ренова ги започнаа подготовките за пролетниот дел од сезоната во првата македонска фудбалска лига. Ренова во моментов тренира во Тетово, но главниот дел од подготовките ќе се реализираат во Охрид. До сега во клубот пристигна само едно ново име, и тоа Фисник Зука од екипата на Шкупи. Според планот и програмата на стручниот штаб, планирано е екипата да одигра 7 контролни надпревари, а до сега се договорени 3, и тоа против второлигашот Беса на 16-ти, потоа против Струга на 21 и против уште еден второлигаш екипата на Воска на 29 јануари. Во понеделјак сме почели с припремама. Планот е да до 20 останеме овде од Тетово, да тај дренажен процес овде да го направиме. Од 20 до 2 сме во Охрид. Во овие припреми планирани се 7 утакмици. Од тие 2 од Тетово, 3 од Тетово, 4 у Охрид. Едно засилување дојде, очекуваме овие денови да дојдат некои играчи од странство на проба и сигурно дека во првенство што нас очекуваме една подобра Ренова, иако целокупно ако се узме, значи ние требамо бити задоволни, можевме неколку бодова више да освоиме, меѓутоа фудбал е спорт и така да не можеш све да планираш и не може да излезе онака како планираш. Екипата на Ренова есенскиот дел од првенството го заврши на 5-тата позиција на табелата со 27 бодови. Целта на клубот е оваа сезона да избори пласман во европските фудбалски купови. Па што се тиче моментално пласмана, требамо бити пажливи. Пажливи затоа што со една серија победи стварно сме во таа трка за Европа, меѓутоа со некои 1-2 изгубени надпревари одма улазиш у ту опасну зону. Сигурно наша цел е да гледаме према врху и целокупна организација во клубот е насочена кон таа цел. Пролетниот дел од првенството во првата македонска фудбалска лига започнува на 13 февруари со надпреварите од 19-тото коло. Во првото пролетно коло Ренова ќе гостува во Штип, кај директниот конкурент за највисок пласман, екипата на Брегалница.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Имајте пријатен празничен ден.